Ние продолжуваме со темата која што ја почнавме ова претпладне. Зборувавме за помирувањето и видевме како разбирањето на Евангелието од наша страна се рефлектира на тоа како ги толкуваме или како ги разбираме символичните служби во старозаветното светилиште на израелскиот народ. Ако имаме погрешно разбирање на Евангелието, автоматски тоа се рефлектира на нашето исто така погрешно разбирање на старозаветното светилиште. На тој начин и адвентистите на седмиот ден пред 1888 година, долго време пред таа година, со децении пред таа година, развиле некои учења врз основа на нивното проучување на Библијата околу светилиштето и во некои од тие нивни учења, тврдења и верувања, кои што до ден денес преживеале во адвентистичката црква, се подкрадоа, така да речам, некои погрешни ставови, кои што се последица на непознавањето на она целосно, објективно Евангелие, кое што прв пат им беше откриено на Генералната конференција во Минеаполис 1888 година од страна на браќата Джонс и Вагонер, и кое што до ден денес останува во голем дел неразбрано и неприфатено од поголемиот број, поголемиот дел адвентисти на седмиот ден. Утрово конкретно ја коригиравме теологијата за помирувањето и кажавме дека како што во старозаветниот Израел, помирувањето што го вршал првосвещеникот во светињата на цветињите на еврејскиот празник Јом Кипур, или денот на помирувањето, бил единствен акт со кој што целиот Израел се помирувал со Бога. И тоа представуваше предслика на Христовото дело на помирување, кога со неговата единствена жртва беше откупен целиот човечки род, целиот свет беше колективно помирен со Бога, ставен под неговата благодат, под неговата милост. И тоа го споредивме со примерот на американскиот претседател Линколн, кој што со еден законски акт ги ослободил сите црни робови во неговата држава 1863 година, и законски сите истовремено беа слободни, при што секогаш кога веста, како и во случајот со Евангелието, што им било дадено на апостолите, поединечно ќе стигнала до секој еден од нив, тогаш кога тој, приматалот на веста, ќе поверувал во неа, тогаш и добивал сила, ја примал силата, со која што де факто, на вистина можел да се ослободи од робството. Така и со Евангелието, кога ќе чуеме и прифатиме веста дека Христос законски не ослободил со неговото единствено дело на крстот. И тоа сите луѓе, целото човештво истовремено, тогаш ние поединечно се измируваме со Бога, тогаш ние поединечно добиваме сила да се ослободиме од робството на греот, бидејќи верата во себе ја содржи таа сила. За вечерва пак поставивме прашање со кое што сакаме да коригираме едно друго погрешно адвентистичко верување, кое што така останало од деновите на пионерите на адвентизмот, некоригирано, а тоа беше прашањето дали светилиштето во Стариот Завет се осквернувало со гревовите кои што израелецот или израелците ги исповедале тогаш кога принесувале крвна жртва за грех. Според адвентистичкото учење, секогаш кога израелецот
се каел за некој греф и принесувал крвна жртва и ги исповедал на главата на јагнето, козата или телето, било кое животно за жртва, гревовите за кои што се каел и кои што сакал да му бидат простени, крвта на таа жртва свештениците ја внесувале во светилиштето, тоа е факт, за тоа читаме и во Библијата, но адвентистичкото толкување е дека преку таа крв, исповеданиот греф на израелците, на грешниците што се кајат, значи гревот, исповеданиот греф преку крвта влегувал во светилиштето и на тој начин светилиштето се валкало или се осквернувало со гревот. И, веројатно, и самите ке се сетите, сте слушале или сте читале, дека адвентистите на седмиот ден традиционално го толкувале и она попрскување на завесата помеѓу двете одделенија со крвта на жртвата за греф и она мачкање со истата таа крв на роговите на жртвеникот и попрскувањето на кадилниот олтар во првото одделение од светилиштето. Сето тоа го толкувале како осквернување на светилиштето со гревот, исповеданиот грев, за кој што била заклана таа жртва. И преку крвта, значи, преку крвта на закланата жртва, гревот влегувал во светилиштето и го осквернувал светилиштето. Не знам колку вие сте запознаени со тоа учење, меѓутоа, јас сум свесен за тоа во последниве 20 години, сум го читал и сум го слушал од многу извори на многу места. Која е последицата на едно вакво верување? Последицата на едно вакво верување за момент е дека светилиштето се осквернувало само со оние гревови кои што израелците ги исповедале, заради кои што се колела жртва за грев. Бидејќи преку крвта, ако гревот преку крвта влегува во светилиштето, тогаш само такви гревови можеле да влезат во светилиштето. Само оние кои што биле исповедани, само оние гревови за кои што израелците се каеле. Значи, ако имало некој грев заради кој што израелецот не се каел, значи бил толку закоравен во гревот и беззаконието, што не се каел, ниту пренесувал жртва, произлегува дека со таков грев светилиштето не се осквернувало. Логично е така, нели? Ако светилиштето се осквернувало со гревот што израелецот го исповедал врз јагнето или јарето или телето за жртва и преку крвта тој грев влегувал во светилиштето, тогаш произлегува дека светилиштето се осквернувало само од такви гревови, од гревови кои што биле исповедани, од гревови заради кои што луѓето се каеле. Значи, непокајани гревови не го осквернувале светилиштето, според ова верување. Сега да видиме најпрвен што ни зборува Библијата во Мојсеевите книги, таму каде што најмногу се зборува за светилиштето во Стариот Завет. Се разбира, во Новиот Завет за светилиштето најмногу се зборува во посланието до евреите. За таа цел ќе отвориме прво во третата книга Мојсеева или Левитската книга 20 глава. Значи, трета книга Мојсеева, Левитска книга, 20 глава, каде што ќе ги прочитаме првите 3 стиха, од првиот до третиот стих. Значи, Левитска книга или прва книга Мојсеева,
20 глава, што реков, прва или трета? Добре. Трета книга Мојсеева или Левитска книга, 20 глава, од првиот до третиот стих. И му рече Господ на Мојсей велејки, кажи им го на синовите израелски ова, ако некој од синовите израелски или од придојдените, значи оние не евреи, оние странци што живееле во Израел, така наречените придојдени, кои живеат меѓу израелците, му принесе жртва на молох од децата своји, значи човечка жртва, своите деца, ако ги жртвува на овој идол, на овој пагански гад, молох, да умре народот од земјата со камења да го убие таквиот човек. И сега во третиот стих што вели? И јас ќе го свртам лицето мое против тој човек и ќе го истребам од народот негов, затоа што му принел на молох жртва од децата своји, за да го оскверни моето светилиште и да се обесчести моето свето име. Забележете колку свечени, колку величествени и воедно колку страшни зборови. Впрочем, Господовите зборови тоа секогаш се. Значи, овде станува збор за еден таков гаден, одвратен и тежок греф, собственото дете да го принесеш на жртва на пагански богови, што отпаднатите израелци го правеле, за жал, во ерата на неверните цареви, за кои што ниту Мојсеевиот закон немал предвидено процедура таков греф да биде простен. Едноставно, имало еден куп гревови и рековме утрево, кои гревови само можеле да бидат простени со ритуалот на жртвопринесување, со жртвата за греф, само оние кои што биле направени од незнаење. Само ненамерни гревови, гревови кои што чисто произлегуваат од спонтано од нашата грешна природа и од нашето ограничено знаење, поточно незнаење за некои работи. Гревови, значи, кои што може би во денешното право се дефинираат како небрежност, или не знам како поинаку. Само такви гревови можеле да бидат окаени и простени според Мојсеевиот закон. Имало еден куп гревови, намерна прелюба, или вакво нешто, затоа имало смрт без милост, и тоа било праведно, фала Богу. Еве, денес се прошири една вест на Фейсбук како некој очув сакал да ја силува ќерката на својата сопруга, па по старото братче му се спротивставило и овој со пиштол или од пушка, не знам од што, неколку истрели испукал врз машкото дете, значи, кое што сега е во болница и се бори за живот. Што сметате вие дека требало да му се направи на овој очув? Брат Данило со невербална комуникација го даде одговор. Само смрт! Само смрт! Или што мислите, кој е единствениот праведен закон за сите доктори, мажи или жени, кои што намерно абортираат деца? Само смрт! Тоа е единствениот праведен закон. Ништо помалку од тоа нема да биде праведно. И уште еднаш да повторам за таквите како Фрчковски, што јавно пропагираат абортус, 20 години робија би им дал. Не за да го направат, туку јавно да го пропагираат. Сега може би ќе бидам строг законодавец, ако вакво нешто се спроведе, но
Кога ги читам сите овие закони во Мојсеевите книги, се чудам како може да постојат толку опрелестени, толку заблудени христијани, за жал најмногу во протестантскиот свет, кои што се чудат зошто Господ дал вакви закони. Или прашуваат дали во Стариот Завет Господ бил поинаков отколку во Новиот и слични такви глупости. А што сакате вие? А што сакате вие? Зарем овие закони не се праведни? Израелците принесувале на жртва своји деца. Зарем денешните аборционисти не се подобри од ова? Зарем се подобри? Во третиот стих гледаме дека Господ изјавил дека ваквиот грех, за кој што немало простување, ниту пак некој го исповедал овој грех, ниту пак овој грех влегувал во процедура на простување, во процедура на негово пренесување во земното светилиште преку крвта на жртвата за греф, на некоја заклано јагне. Значи се работи за беззаконие за кое што немало милост, за кое што не биле предвидени никакви обредни постапки и процедури. Господ вели дека и тој греф го оскверни моето светилиште. И не само тоа, туку го обесчести моето свето име. Како да го разбереме ова? Значи Господ вели, ако некој од мојот народ греши, он со тоа го обесчестува моето име. Ако вашето дете украде нешто, тогаш чие име го обесчестува? Вашето или на комшијата? Значи, ако вашето дете направи беззаконие, се обесчестува вашето име. Не име. Ако детето на комшијата направи беззаконие, не се обесчестува вашето име. Значи, Господ вели дека ако израелецот или оние што веќе живееле заедно со Израел и го обожувале вистинскиот Бог, прават вакви беззаконие, со тоа самото се обесчестува Божиото име. И со тоа само по себе се осквернува неговото светилиште. Како тоа се осквернува неговото светилиште? Со самиот греф. Значи, и греф кој што воопшто не е исповедан, за кој што воопшто грешникот не се кае, за кој што воопшто не му следува милост во случај да се кае. Едноставно законот предвидувал безмилостна смрт. И таквиот греф го осквернувал Божјето светилиште. Значи, гревот не требало да влегува преку крвта во светилиштето, за дури тогаш светилиштето да биде осквернато, и тоа само од исповедани гревови на тој или таков начин, туку светилиштето се осквернувало од сите гревови со самото тоа што биле правени тие гревови. Со самото, значи, грешење, така да речеме, се осквернувало Божјето светилиште. Со самото грешење на Божиот народ се осквернувало Божјето светилиште. Ако ова не е доволно јасно, би сакал да употребам еден реален пример од Адвентичката црква во Скопје. Нема да споменувам имиња, освен името на брат Драги од Велес, кому што ова му се случило тогаш кога беше почетник во верата, 93 година, и кога првпат доаѓаше еве овде во оваа црква и тука и се крсти, тука со моја помош и се подготвуваше за крштевање. Бидејќи он е по потекло од Рачево, мнозина негови соседи и роднини на времето му велеле: што, во која црква одиш? Таму кај што оди овој блудникот, заболекарот, што цело Драчево го знае дека блудствува. Некои од вас знаат за кој се работи. Меѓутоа, на кој начин Адвентистичката црква била осквернета во случајот на овој блудник заболекар?
со самото тоа што тој блудник заболекар припаѓал на адвентистичката црква. Слично како со гревот на Ахан во Стариот Завет. Со неговиот грев, со неговото беззаконие, целиот израелски табор, целата израелска армија била осквернета. И Господовата сила не можела тогаш да се открие во освојувањето на Јерихон. Току дори подоцна, кога гревот бил разобличен и кога Ахан бил погубен заради своето беззаконие. Дали сега разбирате како се обезчестува нечие име, како се обезчестува некое светилиште? Кога единствено може или можела во случајот конкретната верска заедница да биде очистена од тој грев, од тоа осквернение? Значи, со гревот на еден нејзин член, или воопшто со неговиот грешен живот, се осквернувало целото светилиште, се осквернувала целата црква. Одговорноста не лежи само на него како поединец, туку лежи и на неговата црква. Но до кога? Кога црквата ќе се очисти од неговиот греф? Тогаш кога црквата ќе го осуди таквиот и ќе го исклучи од својата средина. Дали црквата на адвентистите на седмиот ден тоа го направила? Ние што знаеме дека тоа не го направила со споменатиот блудник, и затоа таквиот играше главна улога во расколот на адвентистите на седмиот ден пред 18 години. Ова го споменувам како историски факт, да се знае што ќе ја снајде црквата која што не решава на време вакви проблеми. Како што бил проблемот на Ахан во Стариот Завет, или ситниот микроскопскиот греф на Ананија и Сапфира во Апостолската црква во Новиот Завет. Тогаш кога црквата не се ослободува од дамката што почива на неа самата заради гревот на неизини членови, тогаш црквата ќе доживее катастрофа, ќе доживее расцеп или многу поголеми проблеми од самиот негов греф. Значи, Божиото светилиште се осквернувало со било кој греф направен од страна на Божиот народ. Со било кој греф направен од страна на израелците. Што пишува пак во Броеви, 4 книга Мојсеева, 19 глава. Патем речево, фала на Бога што, брат драги, до ден денес е добар и стабилен верник во Велеската црква, долги години, и што не бил соблазнет или одвратен да не поиде по патот на верата заради оваа соблазна која што му ја наведува драчевци на времето. Значи, Броеви или 4 книга Мојсеева, 19 глава, 20 стих. Броеви, 19 глава, 20 стих. Што вели тука Господ? Ако некој се оскверни и не се очисти, тој човек да се истреби од народот, зашто што направил тој човек? Зашто тој го осквернил светилиштето Господово. Што ни кажува Библијата тука? Значи, повторно случај за греф кој што не е исповедан, за кој што човек не се кае воопшто, кој што воопшто не влегло во процедура да му биде простен преку жртва за греф и преку крвта што се внесува во светилиштето од таа жртва со посредство на левитските свештеници. Туку со самиот тој греф, со самиот греф што се прави,
таквиот човек го осквернил светилиштето Господово. И овде се работи за не за некој греф овдека во овој стих, туку се работи за тоа да се стане нечист, да се онечистиш било како, например при допир со мртовец или при допир со нечисти животни или со било што друго што го имал законскиот статус на нечисто. Значи, ако некој бил нечист, од било која причина, значи, луѓе станувале нечисти од некои физиолошки потреби, например, жените кои ќе се породиле биле нечисти до некое време. 33 дена ако родиле машко дете, 66 дена ако родиле женско дете, според Мојсеевиот закон. Не прашувате зошто, затоа што законите не даваат образложение. Законите имаат само уредби и казнени одредби, не кажуваат зошто се такви или онакви или не се поинакви. Или ако некој бил болен, бил нечист, например од лепра, неизлечива болест која што само Божиот Син можел да ги лечи на оваа земја пред 2000 години. Но што била работата? Ако постоела можност да се очисти, а за еден куп ситни нечистоти постоела таква процедура, да се измие, да ги измие своите облеки, и пак ќе биде законски нечист до зајдисонце, но потоа ќе биде чист, ако таквиот ги игнорирал овие уредби, ако едноставно сакал да се живее онака спротивно на Мојсеевиот закон, тогаш таквиот требал да биде истребен според овде 20 стих. Еве што вели 21-иот. Тоа нека ви биде вечна наредба и оној кој прска со вода за очистување да ја испаре облеката своја, и оној кој се допрал до вода за очистување да биде нечист до вечерта. И се, до што ќе се допре нечистиот да биде нечисто, и човек кој се допрал ќе биде нечист до вечерта. Ке почитаме уште еден стих во повторно трета книга Мојсеева, Левитска книга 15:31. Левитска книга или трета книга Мојсеева, 15 глава, 31 стих. Што се вели во оваа глава, 15:31? Така, пазете ги синовите на Израел од нивната нечистота, за да не умрат во нечистотијата своја и да го осквернат моето живеалиште што е меѓу нив. Ако продолжите да читате, ќе видите конкретно за каква нечистотија станувала збор, било кај мажите, било кај жените, во целата оваа глава. Значи, и тука станува збор, не зачине со некој морален престап, со некој греф или беззаконие, туку со самиот статус на нечистотија. Дали, кога се работи за женска менструација или за излив на семе, овде зборува конкретно таа глава за овие видови на нечистоти, ако некој ги игнорирал господовите правила како да се очисти човекот, мажът или жената од нив, тогаш таквите, според Божијата повелба, требало да умрат во својата нечистотија, бидејќи со тоа го осквернувале господовото живеалиште. Значи, Господ не само барал правда и праведност, или тоа можеме да го кажеме поинаку, Божиот закон не само што барал правда и праведност, туку Господ кој што живеел среде синовите Израелови во светилиштето, во светињата на светињите, барал и највисок стандард на чистота, највисок хигиенски стандард од својот народ. Зошто?
Зашто Господ демонстрира, покажува ваков смисол на педантерија? Бидејќи Господ е свет, а тоа значи супер чист, повеќе од чист. Знаете, уште еднаш ќе повторам, според Мојсеевиот закон постоеле три степени во кои што, три состојби во кои што можел да се наоѓа човекот во однос на чистота. Значи, можел да биде нечист, чист и што било третото? Да биде свет. Тоа било супер чистота. Повеќе од чистота. Затоа кога Исус го допрел нечистиот, затоа што бил лепрозен, самиот Исус не се осквернил, затоа што Мојсеевиот закон велел кој се допра до нечист и тој ќе стане нечист, туку лепрозниот се очистил, затоа што Исус бил свет и затоа што Мојсеевиот закон велел, ако нешто, макар и нечисто, иако тоа не се вели, туку се вели, ако било што се допре до нешто што е свето, тогаш и тоа нешто ќе биде чисто. Воспротивно, ако некој се допре или падне на нешто што е нечисто, некој или нешто, тогаш и тој и тоа ќе станат нечисти. Ќе прочитаме уште неколку стихови и тука ќе прекинеме за вечерва, а ќе продолжиме, ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Следната сабота навечер. Броеви или 4 книга Мојсеева, 5 глава, 3 стих. Броеви, 5 глава, 3 стих. Еве, конкретно за лепрозните, што кажал Господ во, почнувајќи да читаме од вториот стих. Заповедам на синовите израелски да ги истерат надвор од населбата сите лепрозни и сите што имаат капавица и сите што се оскверниле од мртовец. Сеќавате на филмот Бен Хур, каде живееа лепрозните? Зошто живееле таму надвор? Тоа било закон, така требало во Израел. И мажите и жените истерајте ги, надвор од населбата истерајте ги, за да не ги осквернуваат домовите своји, меѓу кои и јас живеам. Господ се прогласува за жител во населбите израелски. Замислите каква мисла. Замислите Господ да рече, да се прогласи себе си за жител на Маджари, Чаир или Капиштец. Како вие би се чувствувале? Господ себе си се прогласувал за жител на населбите израелски. Зошто? Бидејќи таму каде што живеели израелците, таму бил неговиот шатор, таму било неговото светилиште. Таму се откривала неговата слава. И ако таму се прави греф, и ако таму се луѓето нечисти, ако таму постојат ниски или никакви стандарди, тогаш кое име се обесчестува меѓу народите? Се обесчестува Господовото име, се осквернува неговото светилиште. Што вели пророкот Езекијел, 22 глава, 26 стих? Езекијел, 22 глава, 26 стих. Езекијел 22, 26. Во врска со отпаднатиот Израел во негово време, свештениците неизини го нарушуваат мојот закон и ги осквернуваат моите светињи, не разликуваат свето од несвето и не прават разлика помеѓу чисто и нечисто. Од саботите мои ги покриваат очите своји и јас сум понизен меѓу нив. Значи, тогаш кога и самите свештеници грешеле,
како што било случај во времето на големите отпади, во времето на вавилонското робство и непосредно пред тоа, тогаш Господ бил понижен заради нивните гревови и заради нивните скверности. Да скокнеме и до 36 глава од овој пророк, пророкот Езекијел, 36 глава, од 17 стих па понатаму: Сине човечки, кога домот Израелов живееше во својата земја, тој ја осквернуваше со поведението своје и со делата своји, патот нивни им беше пред моето лице како нечистотија на жена, кога се чисти. Јас го излеа врз нив гневот свој за крвта што ја пролеваа во таа земја и заради тоа што ја осквернуваа со своите идоли. Тука Господ вели дека со своите гревови израелците ја осквернувале, значи, не само неговата светиња, неговата скинија или неговото име, туку ја осквернувале целата нивна земја. Целата нивна земја била осквернувана со гревовите и беззаконијата кои што биле вршени или во колку биле вршени од страна на некој припадник на Божиот народ. И завршуваме за вечерва, а продолжуваме следната сабота со оваа тема, со стихот од 3 Мојсеева повторно, Левитска книга, 21 глава, 9 стих. Левитска книга, 21 глава, 9 стих. Ако свештеничка керка се оскверни со блудство, таа го осквернила таткото свој, со оган да биде изгорена. Замислите. Дали знаете што предвидувал Мојсеевиот закон за блудство помеѓу обични израелци? Значи не свештеници или некој од свештенички дом. Значи, за прелюба смрт, тука нема милост. Но за блудство, дали знаете, значи за било какви предбрачни сексуални односи. Тука имало една провизија, според која таквите требало да стапат во брак. Иако конкретно мажот во случајот или дечкото не сакал да ја земе за жена таа која што ја облежал, дури тогаш следува смрт. Но овде гледаме во случај на свештеничка керка не постоела никаква провизија. Таа го сквернила таткото свој, бидејќи е свештеничка керка. И многу сурово со оган да биде изгорена. Ке речете сурови закони? Може би. Меѓутоа страшен и гнасен е гревот во Божите очи. Ако во нашите очи туѓите гревови се гнасни, колку повеќе во Божиите. Но Божјата благодат може да направи во нашите очи да ни се огадат нашите гревови. И дури тогаш ќе бидеме очистени. Значи, ние продолжуваме со оваа тема. До сегашните стихови што ги прочитавме вечерва потврдуваат дека Господовото светилиште се осквернувало не со исповеданите гревови кои што преку крвта влегувале во него, туку со секој грев што бил вршен од страна на Божиот народ, од страна на припадник на Божиот народ. Било да се каал некој за тој грев или не, било да бил исповедан тој грев или не. Со секој грев од страна на Божиот народ се осквернувало Господовото светилиште. Сега, зошто е оваа разлика битна? Ќе видиме како се рефлектира во нашето разбирање на Евангелието, Новиот Завет. Значи, самото осквернување на светилиштето, за потоа да зборуваме за самото очистување на светилиштето,
за која што зборува пророкот Даниел во 8 глава 14 стих, до 2300 вечери и утрени, тогаш светилиштето ќе се очисти. Ќе продолжиме ако даде Господ живот и здраве следната сабота навечер во истиот термин 18 часот.